Директорката на Средното техничко училиште Ѓорѓи Наумов од Битола, Жанета Сервини, денеска демантираше дека ученици од ова училиште били во Бугарија во фондацијата Бугарска меморија, како што беше објавено на нивниот интернет сајт, и каде битолските ученици беа представени како истомисленици на културниот центар Ванчо Михајлов од Битола. Сервини рече дека во Софија биле само таа и заменик директорот Љупчо Здравковски, за да воспоставиле соработка преку Еразмус плюс програмата со училишта во Софија. Но нема одговор дали оваа бугарска фондација е некаков партнер на Еразмус плюс, што барале таму Сервини и Здравковски и кои се учениците со кои што се фотографирале. Го контактиравме и директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Еразмус плюс Македонија Марко Ѓорѓиевски, кој што рече дека утре ќе провери дали досега училиштето Ѓорѓи Наумов од Битола имало проекти поврзано со Еразмус плюс и дали фондацијата Бугарска меморија е партнер на оваа програма. Градоначалникот на Битола Тони Коњановски истакна дека контактирал со директорката Сервини и тој го повтори нејзиниот став дека ученици од ово училиште немало заминато во Бугарија, но подетално ќе го испитал целиот случај утре и ако било потребно ќе излезел и со пресконференција. Инаку фондацијата Бугарска меморија на бугарскиот тајкун Милан Врабески, кој што ги финансира здруженијата Ванчо Михајлов во Битола и цар Борис III во Охрид, на својата страница објави фотографии и текст каде ученици од Битолското средно техничко училиште ги представи како истомисленици на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола, кои што ја посетиле Софија. Од СДСМ пак денеска обвинија дека директори поставени од ВМРО ДПМН злоупотребуваат македонски ученици за потребите на бугарскиот клуб Иван Михајлов. Повикуваме на брза реакција на сите надлежни институции, МОН, надлежните инспекторати и бараме одговорност за оваа злоупотреба на македонските деца, ученици и студенти. Лицемерот и спинерот Мицкоски да излезе веднаш и да побара отчет од неговиот градоначалник Коњановски и одговорност од него и од директорката поставена од ВМРО ДПМН. Инаку подетални информации за целиот овој случај кој што ја разбранува македонската јавност се очекуваат во текот на утрешниот ден.